отвори првата биотехнолошка лабораторија со цел трансформирање на биоотпад, биохакирање и биотехнологии, која ќе потикне иновации и ќе инспирира ангажман и активност од различни заедници во земјава за изнаоѓање решенија за заштита на животната средина. Дознаваме повеќе на оваа тема од професор доктор Јана Клупчевска од Технолошко-металуршкиот факултет. На оваа тема разговараме со професор доктор Јана Клопчевска, но тука заедно со нас е и Игор Изотов од UNDP, како главни поддржувачи во целовој проект кој што го правите. Добро утро за двајцата. Добро утро, Јована. Јас само би кажал дека овој проект е заеднички проект на канцелариите на UNDP и УНИЦЕФ во Македонија, кој заедно со градот Скопје ја отвори првата, да кажеме, отворена градска лабораторија. Во светот тие се познати како биохакинг лабораторија, односно лабораторија каде што под одредени протоколи секој ќе може да дојде да експериментира, да научи нешто ново, тоа така наречените интересни нови тематики на биотехнологии, иновативни тематики, биотехнологии, трансформација на биоотпад. Спомнавте во прилогот биохакирање, така се нарекуваат, многу интересно, многу мал број на градови низ светот имаат ваков тип на капацитети, значи сите млади научници, дипломци на техничките науки да можат да нивната магистарска или докторска теза под некој протокол да експериментираат надвор од образовниот систем. Значи, навистина едно усовршување за нас пред секако општество и со оглед на воведот, можам тоа да го кажам. Па би рекол дека е мал чекор, лабораторијата е стационирана во средното хемиско училиште, поддржана од градот Скопје и ќе биде управувана од јавното предпријатие Дрисла. Да, мал чекор, но интересен да ги пратиме тие нови трендови со кои, нели, ако викаме дека западниот свет или е така условно кажано западниот свет е прави тој вид на дескилинг, односно на објаснување комплексни процеси низ експериментално учење, да имаме и ние можност, односно нашите ученици, нашите научници, нашите студенти да можат да имаат пристап до модерна технологија, во која на крајот на денот би сакале да видиме некој вид на proof of principle, сакале да видиме продукти трансформирани од биоотпад, би сакале да видиме стартапи кои би се бавеле со биотехнологии, би сакале да видиме оној тип на еден збор синтетичка биологија, малце не е сватен кај нас, но да имаме таков тип на култура, на ко-креација, на иновации. И се надеваме во иднина овој центар би прераснал баш во место каде што сите, да кажам, ќе ги пратиме тековите, европските текови во... Добро, за експериментите и играњето со намирниците ќе зборуваме со професорката, но сакам само уште дополнување на овој вовет, Игор. Што ќе придонесе ваквата лабораторија? Мора некако пластично работите секогаш да се прикажат кај нас, за во суштина да се разбере значењето на истата. Така. Најпрво би се повратил уште еднаш кон проектот, значи како што кажавме UNDP и УНИЦЕФ е вклучено заедно со градот Скопје. УНИЦЕФ ќе креира еден вид на експерименти за учениците пластично да видат како се трансформира биоотпад, да ја демистифицираме науката, некад размислуваме за некои комплексни биохемиски процеси, односно тие се прилично едноставни процеси ако се влезе во лабораторија, односно ако се имаат тие машини за да се види експериментално како се прави таа трансформација. Од друга страна, се планираат во наредниот период посети на школи, каде што исто на за да се доближи повеќе. За да се доближи делот опремата. Предполагам тоа се средни училишта. Тоа се средни и основни училишта, делот опремата е мобилна. Значи ќе имаме посети во наредниот период до јуни месец се планирани тие посети Science Carnivals во Америка, научни карневали, а тоа е во организација на УНИЦЕФ, бидејќи така ни се со работка со професорите се разбира. Во соработка со професорите и експертите кои се вклучени во овој проект, поддршка на градот Скопје, поддршка на Дрисла, поддршка на Семиското школа, за на крајот на денот едноставно ако ги изложиме студентите, ако ги изложиме предприемачите, иноваторите на модерни текови, на модерни апаратури, на модерни лабораториски услови, очекуваме дека ќе има креација. Да, и дека можеби ќе бидеме на
чекор со велиме западните зими, дека можеби да бидеме ајде не на исто ниво, ама тука негде, на чекор со ниво делот на иновациите. Професор, ке соглед на тоа дека вие сте ни познати во делот на експериментите, молекуларната гастрономија, мислам дека ги надмина кај нас и очекувањата и се она што имавме можност да го видиме од вас. И сега, каква е оваа лабораторија? Дали, како што буквално се представува дека ќе представува спас од биоотпадот, тоа и представува? Па да. Јас прво ви благодарам на поканата. Секогаш ми е задоволство да бидам во студио. Како мало на дополнување, многу добар вовед даде Игор за што се работи всушност лабораторијата. Значи тоа е еден отворен простор во кој што секој граѓанин ќе може да дојде. Меѓутоа ние имавме идеја да навистина ќе се види што све може да се прави и ќе биде спас од отпадот. Ќе се потрудиме со апаратурата што имаме да дојдеме до прототип, односно веќе постојат прототипи кои ги направивме од како ја инсталиравме опремата и отворивме лабораторијата официјално, кои што ќе се трудиме да имаме наречено на англиски така наречено zero food waste или нула отпад од храна. Зашто идејата ја поддржа првенствено UNDP, па потоа и ЮНИЦЕФ, бидејќи тоа доста голема општествена одговорност за поздравување. Сакаме да допреме до сите граѓани преку основните и средните училишта, за кои што припремаме веќе одредени експерименти, многу едноставни експерименти. Со тоа одење по училишта и низ Македонија ќе доближиме целата опрема лабораторија до сите училишта, да знаат за што се работи. Ќе припремиме материјал за потоа и да направиме обуки за 30 компании во Македонија, кои што доста внимателно ги селектиравме, од помали компании кои ми е потребна помош или до најголеми компании, до партнери кои што веќе се етаблирани и постоечка опрема, сите заедно ќе се најдат во еден простор, каде што искреиравме и работни места за таквите компании, технолози, инженери, значи зелени инженери кои што ќе ги всушност работат тие во производство трансформација. Убаво е да дојдете кога ќе биде нели да речеме обуките кога ќе бидат во самата лабораторија да видите што всушност се прави. Јас можам да кажам дека нас не е интересна суровината која што има доста во Македонија. Добро, што до сега направивте? Ги гледаме цело време инсертите. Инсертите, да. Одат многу е интересно што морам да напоменам дека сите овие прототипи се направени под моје менторство со млади луѓе, значи со моите студенти, магистранти, значи дипломци, сериозно, интересно. И целта е да се задржат младите во Македонија, бидејќи знаеме дека не можеме на некој друг начин да ги задржиме, преку Академија и ваков линк со UNDP и ЮНИЦЕФ, буквално сакаме да сами работат на тие иновации, да влезат во лабораторија и да направат нешто многу интересно. Во прилогот оди од калинка, отпад од калинка, прав, веројатно кој што да речеме анти-ејджинг прав, така за женската популација многу интересно. Да, крема, некоја мислам дека беше така. Крема кој што може да се понуди правот како полупроизвод на некој што сака да произведуваат козметичката индустрија, исто така и во вид на крема, како формулација. Вистина неверојатно вака сега на прво кога ќе се слушне, да? Да, на прво, ама и имаме да речеме во однос на женската популација природна козметика добиена од отпад, сега колку тоа за гледачите би звучало возможно, меѓутоа за нас лабело од отпад од цвекло. Сепак тоа е материјал кој што содржи нутритивна вредност и боја. Некои материјали содржат и арома, например брикетите кои што се од отпад од кора од портокал или од искористен чај. Така, добро, тие можат да се користат, запалливи се? Да, проверуваме калориметриска моќ. Имаат одредена арома и многу е интересно кога ќе дојдете во лабораторија да видите како самиот. Тоа уште подобро, како не? Да. Процес функционира. Добро, од кафе што исто ве прекинав, што споменав? Од кафе имаме доста производи направено за зависи да речеме таргетни се повеќе индустрија, меѓутоа за градежниствата индустрија, за индустријата која што произведува мебел, гребнатини, слично природни бои, исто така од лушпиот орев, доста кај нас има производители на оние кремови, путери и слично. Низ него во пресрација заинтересирани дадоа отпад, го трансформиравме во биофилм. Понатака направивме исто природна боја од лушпата од орев. Многу интересни производи. Од биофилм, од отпад од јаболко, од биопластика, од отпад од компир, која што се трудиме со таа биопластика да се замени
класичната која што има интеракција со самата храна. Значи, сакаме алтернативни материјали од алтернативни извори. И на крај да појаснам дека целта е, во последно време имаме многу производи кои што ги гледаме прехранбени, меѓутоа ќе има све помалку квалитетни, а све повеќе производи. И сето тоа, едно 50% од целокупниот отпад е отпаѓа на биоотпадот. Затоа и се решивме. Во моментот нема цена биоотпадот, меѓутоа, да речеме калинката, која што во одреден дел во Македонија има и такако, 50%... Ами е доста скапа, да. например. Да, еве може да се спореди и тој дел. Пиеме ние сок од калинка, меѓутоа 50% фрламе отпад од калинката. И таа за нас е такако е многу значајна од нутритивен аспект и од аспект на тоа што значи доста количински отпаѓа на биоматеријал. Така е и многу интересна, имаме доста интересни производи од отпад од калинка. И сега додека објаснувавте, професор, ке кажавте ни дадоа. Тоа значи дека ние можеме дома што имаме отпад да донесеме во лабораторијата? Да. Игор? Јас под одредени протоколи. Тоа? Значи во наредниот период се планираат да се направи програма за стартапи што работат со биотехнологии. Заедно експертскиот тим креираше и една неколку дневна програма за компании кои произведуваат биоотпад, да им се покаже, односно се почне таа дискусија дека биоотпадот ресурс, како што напоменавте, околу 46% истражувањата на UNDP во Македонија покажуваат че околу 46% од целиот отпад. Дека толку имаме. Добро. Така да ја почнеме таа дискусија. Мислам дека е многу аутористички тоа да донесеме, дај Боже за неколку години. Отиваме некако проблем со селекцијата да се научиме вака општо земено како Јас би рекол, нација. да, апсолутно. Многу е битно да ја почнеме дискусијата. Затоа сме тука да ја почнеме. Можеби ова ќе биде потик. Ова ќе биде потик, апсолутно. Ако до пред 2-3 години не сме размислувале за трансформација на биоотпад. Значи сепак тоа на почетоците ќе се мали количини, да се експериментира, да се докаже тој принцип дека е ресурс, како што каже професорката, дека биоотпадот е ресурс што може да се користи во некоја друга индустрија. Професор, ке ги зимавте младите со вас. Тоа значи дека се повеќе се заинтересирани за науката, една област за која што некако многу малку се зборува, како да се добива впечаток дека не толку младите се заинтересирани да влезат во таа област кај нас и да се усовршат зошто од причини затоа што немаме можности за напредок. Па ние би рекла дека нема можности. Ние пробуваме на секаков можен начин преку влијание. Меѓутоа академската Но каква е реалната слика, нели, да? Академската средина е буквално таа која што може да дојде до младите, меѓутоа све зависи од нас, нели? Како ќе ги мотивираме, ова е и како голема мотивација. Осам она што на почетокот го напомена молекуларната храна, и се трудиме на некој начин да ги донесеме во лабораторија, која што е апликативна наука, да направат нешто од она за кој што може да ја заштитат животната средина, да трансформираат отпад. И се надевам дека со овој повик за стартапи што го планираме, дека доста млади луѓе ќе се заинтересираат, ќе имаат идеи за идни иновации. Со тоа не само градот Скопје, него цела Македонија ќе се покаже на исто ниво како еднакво во Европа. Лабораторијата е буквално исто слична или иста, да речем, на лабораториите што веќе постојат во Европа. Па затоа велам, еве ајде да не бидеме на исто ниво, ама тука сме горе-долу, со вакво нешто и вакви можности, така? За стартапите ги споминавте неколку пати, тоа значи дека тие ќе бидат поддржани од ваша страна? Така? Значи програмата е поддржана, значи програмата и тука влегуваат едноставно сакаме да измапираме, да видиме дали има стартапи што се работат со биотехнологии, целиот спектрум. И тие треба да понудат проект? Они треба да понудат проект или ако имаат иновативна идеја ќе поминат низ решение, нешто што е апликативно. Менторска програма, да, немаме ги чуваме очекувањата на ниско ниво бидејќи доста иновативно, доста е на почетоците, значи да кажем, ама е многу да го оставиме и за вас и за нас обичните во зародиш, да оставиме во зародиш да видиме како ќе прогресира. Исто така ќе сакаме да пилотираме со делот опремата некои курсеви во однос на микробиологијата, така да ќе видиме. Значи, мислам дека е приказната во зародиш. Но има отворен пат за можности. Отворен пат за можности, да. Јас исто така би се надополнил во однос на интересот средното хемиско училиште со кое соработувавме
од самите почетоци, каде што Тие и би како требало што. да бидат најзаинтересирани. Они се најзаинтересирани. Мене многу ми изненади што директорот во неколку наврати кажа дека имаат највеќе упишани средношколци во Навистина? Да, Тоа е многу убава информација. Тоа е многу убава информација. Мислам дека треба повеќе да се разговара на таа тема. Исто така директорот на Дрисла, градоначалничката ви покажуваат голема заинтересираност и се hands-on, што би сте рекли, во овој проект и доста иновативен, доста експериментален проект кој исто можеби требаше на почеток да се пофалиме и беше и подржан со од главните администратори на UNDP и UNICEF на глобално ниво, така да мислам дека може да бидеме свет пример за понатаму. Сакам и ова да го искоментираме. Кои можности ги нуди во биохакирањето и биотехнологиите? Така, значи опремене. Тука тој дел малку не ми е јасен, добро? Да, значи опремене е со мобилни PCR скенери во експерименталната микробиологија е многу интересна тема и во која што да кажам и мене ме заинтересира како човек што не припаѓа во таа тема. Едноставно PCR машината ја запознавме сите со COVID. Да, со COVID, да. Тоа е машина која детектира различен тип на бактерии. Значи понатаму би можело во истата лабораторија кога се трансформира биоотпад да се детектира дали во тој биоотпад има на пример има бактерија некоја што би можело, но сепак тоа во експериментално. Дополнително имаме оние мобилни pH метри да едноставно ко ставаш 5 метров. Не знам, као вода што проверуваме, да речеме. Апсолутно, да. Малте не сите тие машини што ни звучат чудно. Јас би направил некоја корелација со компјутерите во 70-тите години. Ако некој ве праша во 70-тите што е компјутер, тоа е кој работи на компјутер, некој научник во некоја просторија затворена, едноставно да почнеме да демократизираме науката. Ова како звучеше како документарецот на Стив Џоб, како почнуваше да од едно кукиште до каде се стигна. Се надевам дека буквално и еве ова ќе има па кажам, на почетокот е интересни, мислам дека интересни се и партнерите, заинтересираност има, имаме работиме со некој дедлайн 15 мај, кога сакаме сите овие програми, значи научните карневали низ Македонија, каде што средношколците ќе кажуваат нивни идеи. Сега тука кога сме ке средношколците, дали верувам дека е соработка кој што можеби веќе постои како и да е, но може некој да е заинтересиран од тие кои што не гледаат, професори, директори на училишта да ве контактираат, како оди таа процедура за соработка? Во моментот се сфокусираме на програмите. Професорите, мислам дека колегите од UNICEF веќе се почнати со контакти во кои школи ќе следат дополнителни информации каде ќе бидат тие научни карневали во наредниот период. Во моментов сме во тие пилот фази ги тестираме, разгледуваме, ние исто работиме агилно за да видиме кој е интересот. Би се фокусирал пред 2 недели, отворивме таква прва лабораторија градска, подржавме од UNDP и од UNICEF за на крајот на денот да се почне дискусијата. Каде ќе оди таа дискусија, ќе биде интересно да се види за сите нас, би рекол. Може да заокружиме тука со професорката, кои се очекувањата од експертската фела сега, вас како професори, како научници, како никој кој што верувам дека со посебен адреналин го доживуваат цел овој процес за да може да се имплементира знаење? Очекувањата се големи. Јас сум неблагодарна да кажам дека целиот проект, освен што сите партнери ги напоменавме, професорката Рафајловска, моја колешка, и доктор Конгуловски се заедно со мене, секој во својот дел. Професорката го валоризира отпадот, професорот работи на микробиолошкиот дел, бидејќи биотехнологијата во моментов е, да речеме, number one гранка, која што е најинтересна и во светот и во Европа, така да јас доаѓам во делот на изработка на прототипите и е многу интересно кога ќе се спојат повеќе научници од повеќе, да речам, сфери или експертизи, специфична експертиза, што значи дека се надевам кај останатиот дел од колегите ќе побуди интерес и очекувањата се големи. Најголеми очекувања имаме да
речам да допрема до широката народна маса, до основните средните училишта, каде што ќе почне да се селектира, да се третира, да видиме што значи тоа, за да дојдеме до таа лабораторија и да направиме прототипи. Ќе биде многу интересно предизвик за моите колеги, предизвик за сите нас. Нели, за организациите и за телата и за граѓаните. Мене ми звучи толку многу ветувачки, затоа што велам, леле, една каква иновативна можност да се ставиме некако во ред во делот на рециклирањето, оти некако не можеме да фатиме ред, иако, нели, ки речат некои немаме можности, да имаме, ама се уште лутаме во делот што, како се рециклира, така да можеби ова е еден убав пат да влеземе во тие рамките за, па нели, се на крајот од денот за чување на животната средина, и мислам дека веќе не е јасно дека сите сме дел од тоа. Целите на Обединените нации се тие, така да и мене ми е многу драго што со сестринската организација УНИЦЕФ поддржавме ваков проект. С градот Скопје го прифатим, Дрисла, средното хемиско училиште, на крајот на денот мислам дека мал кратко кроце што би се рекло, како велат, со ситни чекори до големи успеси. Се надевам дека следен пат ќе не викнете професорке таму во лабораторијата. Секако ќе не следите и понатака. Се разбира, да. Благодарам. Благодарам за гостувањето.